Градоначалникот на Виница Миле Петков е избран за нов председател на Советот за развој на Источниот плански регион. Тој ја доби поддршката од своите колеги од останатите 10 општини од регионот. Изборот беше направен на 13-тата седница на Советот што се одржа во Кочани, а на која се разгледуваа и други актуелни прашања од регионот. Петков доби едногодишен мандат. Функцијата ќе ја извршува од 21 ноември, а доаѓа на местото на досегашниот председател на Советот Љупчо Папазов, градоначалник на Кочани. Со законските измени од 2021 година, председателите на Советите за развој на планските региони во државата имаат мандат од 1 година, без право на повторен избор. На седницата на Советот во Кочани беа усвоени и измените на финансискиот план на Центарот за развој на Источниот плански регион за оваа година. Беше донесена и одлука за преотстапување на изградениот објект партерно уредување во склоп на објектот на Млади во Штип. Исто така беше усвоен и правилникот за плати и надоместоци на вработените во Центарот за развој на Источниот плански регион. Општина Виница нема да склучи договор за јавно-приватно партнерство за реконструкција, одржување и управување со јавното осветлување. Причина за тоа е што градоначалникот Миле Петков ја повлече изготвената предлог одлука, што беше една од точките на дневниот ред на 25-тата редовна седница на Советот на општина Виница. Предлогот беше доставен заради добивање согласност од советниците, пошто општинската администрација ќе можеше постапката да ја реализира во практика. Сепак, градоначалникот Петков образложи дека со инфраструктурните и другите проекти што се во тек или се планирани за наредниот период, општинскиот буџет ќе биде исцрпен, со што ќе биде оневозможена и реализацијата на договорот. Воедно, со тие започнати капитални проекти, со планираните проекти и со развојната програма, на некој начин, по максимум уцепиме буџетот на општината, за да може да се пуште за воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство измеѓу. Сметам дека сега не е погоден момент за да направиме тоа. Можда некој идно време, кога ќе се створат нови прекустои, ќе општината се стави на здрави нозе и ќе реши другите инфраструктурни проблеми на граѓаните и можело да се размисли тоа како направи. Сметам дека сега не е време. И за тоа како предлагач на оваа предлог одлука е повлекувам ова време и предлагам точката да биде решена. Петков додаде дека за решавање на проблемот со јавното осветлување во општина Виница може да се планира извесно зголемување на ставката во буџетот за наредната година, што е определена за оваа намена. Со тоа до некаде ќе се подобри состојбата и одржувањето на уличните светилки. Со изработената физибилити студија за воспоставување јавно-приватно партнерство за јавното осветлување, проценетата инвестициска вредност изнесува близу 253 милиони денари. Предложено беше времетраењето на договорот да биде 15 години. Општина Кочани објави оглас за организирање на новогодишен базар по пат на јавно надавање. Базарот ќе се одржи во Паркот на Револуцијата во периодот од 22 декември до 14 јануари следната година. Почетната цена изнесува 30.000 денари плюс данок на додадена вредност со праг на надавање од минимум 3.000 денари. Право на учество имаат сите правни субјекти регистрирани во Централниот регистар, кои ќе уплатат 10% од почетната цена. Како доказ треба да достават тековна состојба не постара од 6 месеци и активна трансакцијска сметка. На надавањето потребно е да учествуваат минимум 20 учесници. Во случај да не успее јавното надавање, веднаш ќе биде објавено ново, на кое доколку учествува еден понудувач, огласот ќе биде реализиран. Постигнатата цена понудувачот има обврска да ја уплати на сметка на општина Кочани истиот ден по завршувањето на лицитацијата. Локалната самоуправа на Кочани ќе има обврска да ја подготви и да ја одржува локацијата за време на базарот. Исто така ќе треба да го украси просторот и да обезбеди вода, струја и санитарни јазли за непречено одвивање на базарот. Оврска на закупецот е да обезбеди минимум 10 монтажни објекти во кои ќе се продаваат храна, пијалаци, сувенири, ракотворби и слично.
Објектите ќе работат во периодот од 10 до 22 часот, а јавното наддавање ќе се спроведе на 20 ноември во просториите на општина Кочани. Успешно тече 17-тото издание на саемот на книга во јавната општинска установа Библиотека Искра. Интересот за посетеноста е на задоволително ниво, односно граѓаните купуваат книги од различни жанрови. Некои од издавачките куќи нудат и саемски попусти на одредени дела. Директорката на библиотеката истакна дека е задоволна како се одвива саемот изминативе денови. Саемот овие неколку денови, според извештаите од продажните асистенти кои што се поставени на штандовите на издавачките куќи, е солиден, односно дека се задоволни со посетеноста секако и со продажбата на литературни дела. Како што веќе напоменавме, повторно ќе повторам дека имаме 13 издавачки куќи во кои што има на голем избор на литературни дела од за деца, возрастни, од најразлични жанрови и слично. Посетеноста се одвива индивидуално од поединци посетители од Кочани, заинтересирани наши сограѓани, а меѓутоа и во организиран облик, односно преку основните и средните училишта, исто така од јавната општинска установа, односно градинката Павлина Вилјанова имаме исто интерес и беа денеска токму малите дечиња беа од клонот Цветови. Да напоменам дека имаме исто така од вчера на една издавачка куќа 40% попуст, како саемски попуст, на другите исто така има од 15 до 20, има литература од најразлични цени, зависи од изданијата, од новитетите на насловите и слично. Продажните асистенти исто така се задоволни од посетеноста и истакнаа дека граѓаните се уште можат да ги купуваат книгите по саемски цени. За сите љубители на пишаниот збор, ова е одлична можност да ја зголемат домашната библиотека со книги по саемски цени, саемски попуст. Имаме многу популарни наслови, книги за секоја возраст, од најмала до најстара возраст. Заинтересирани се луѓето за читање, за книги. Има и од школите организирано, со дечиња, од градинка. Годинава саемот ќе трае до сабота до 16 часот, а се одржува под мотото "Ајде да читаме и подаруваме книга". Кочанските каратисти Јован и Благојчо Арсови, кои се членови на карате клубот Партизан, имаа одличен настап на 48-то Европско вадокаи карате првенство, што на 4 и 5 ноември се одржа во белгискиот град Лиеж. Во борби Вадар Јустил во детска категорија од генерацијата 2010-2011 над 55 килограми, Јован Арсов го освои второто место и сребрениот медал. Неговиот татко Благојчо Арсов во категоријата ветерани над 75 килограми беше трето пласиран и се закити со бронзен медал. Јован Арсов беше дел и од македонската репрезентативна екипа која стигна до четвртфиналето, но беше поразена и ги загуби шансите за повисок пласман. При тоа кочанскиот каратист забележа победа на поени од 5:0, а другите двајца македонски каратисти беа поразени, иако можеа со потактички настап да извлечат нерешен резултат, што ќе беше поволно за екипата и влез во полуфиналето. Конкуренцијата на Европското вадокаи првенство беше голема, а потврда за тоа е што учествуваа над 700 каратисти од 13 европски земји. Прво место златен пехар и парична награда од 15.000 денари освои екипата на Фабијан на турнирот во мал фудбал што се одржа во Зрновци, а по повод верскиот празник Свети Димитри, денот на општината. Второ пласирана на турнирот е екипата на Утра, која исто така доби пехар и парична награда од 10.000 денари. Третото место го освои Амфенол и парична награда во висина од 5.000 денари. Признанија им беа доделени на најдобриот голман Мануел Арсов, на најдобриот стрелец Драган Гаврилов и на најдобриот играч Тоше Апостолов. Организаторот на настанот им додели благодарници за учество и на сите 10 пријавени екипи. Турнирот се одржа по втор пат, а организатор беше локалната самоуправа на Зрновци.
Сите надпревари се одиграа во спортската сала на училиштето Синиша Стоилов. Со организирањето на овој спортски надпревар, општина Зрновци дава финансиска поддршка за 5 спортски настани на локално ниво.